Дали некојаш си сакала некој повеќе од себе? Подкаст кој ќе ви ја открие вистината, а вие имате право на тоа. Повелете. Се треба да се поздравиме како? Како сакаш, ако сакаш поздрави, ако сакаш да се поздрави. Срце много. Конечно. Конечно. За малку не ти откажав. Драги мои, добро вечер. Вие го следите новото издание на Вистина или не со Миро Кацаров. Подкаст кој што е многу поразлично од останатите подкасти во Македонија. На број 1 национално радио канал 77 се емитуваме на YouTube платформата. Subscribe, like, кој што сака да следи повеќе нешто од мене, од Столе, од информативен материјал или карактер и така натаму. Најпопуларна е моментално, најактуелна е. Сакав да ми дојде. Прв јутјубер, еден од првите јутјубери во Македонија, заедно со Марио го зборевме тоа, уште пред многу време кога јутјубот не беше популарен. И сакаше да ми откаже, ми правеше стресови. А јас сум у 300 лепи ставени со емисии, со подкасти, со работи и викам, човек, не ми прави стресови, молим ти се, те сакам. Ми се љутеше претходно изминатите години, не ми збореше. Ама ептен те почитувам, затоа сум. Знам, а зошто ми се љутеше, што ми почитуваш, па ми се одскаруваше. Не. Па ми се скаруваше. Да го оставиме минатото таму кај што било. И ние да си почнеме една нова етапа, ја и ти како што си почнавме, така ли? Многу си популарна Ивона, моментално. Ќе збориме за тоа, супер е. Беше кај мене во емисија, нема кој не пише како испеа Бато од Калиопи, човече, значи. Фала ти. Глас имаш неверојатен. Фала му на Бога. Стас имаш одличен и приватниот живот цело време ти е бур. Зошто бе така? Таква ли си по природа? Цело време. Не ми е бурен, Бурен не значи негативно бурен. Има работи кои што ги правиш се интересни за јавност. А ти ненамерно ги правиш. Ама тоа е дел од не си човек кој што режира. Не. Кој што сега чека ќе направам, ќе изрежира мене да ми има, мене да ме нема. Не, па те знам приватно. Не, тоа е мојата природа, тоа е Божја волја и тоа ја одам по тоа и ништо друго. Како ќе каже, така одам и преубава ми е. Ја не го гледам како бура. Да, имав буран период. А како не го гледаш? Имаш вереник, нека е жив и здрав, да сте што многу години заедно. Ја мислев спот снимаш. Знам, не си прв. Седам дома на телефоните, нели? И одеднашка викам Ивана, викам Ивона, шо спот ти е вообе со прстенот? Вика, како спот е љубави? Вика, Верис. Моли? Да. Верис. Чекај, викам сериозно. Дај викам сигурно некој спот, нешто љубовно, мубовно. И он вика Миро иди на портали. И веќе кога почнаа сите портали да пишуваат и мислам дека сигурно не бе некоја небулоза. Миро, ти не слушаш. Што? Ти кога снимавме емисијава твоја, ја и Иван се свртев на кај Иван и го прашав Иван кога имаш датум слободно за свадба. Не сме сватал сериозно, ниту Иван те е сватал сериозно. Никој не ме свати мене сериозно. Јас изборам караванот си врви. Он си врви и еве мене со прстен. И среќна. Среќна те гледам. Исполнет. Убаво ми е. Убаво ми е. На крајот од денот. Се чувствувала вака некојаш? Не, ова ми е многу ново. Ова е teenage love и никогаш не сум знаела, не сум ни претпоставувала како знаеш кој е тој. А си била некојаш со машко заљубена? Да. Како дете? Или... Не сум била, нормално. Да, си имав ја љубов. Те гледам очите, зрачиш, цел живот да си убаво ми е, уморна сум, имав многу обврски, ти што кажа, самата популарност и носи некои ствари кои што многу е тешко да ги носиш, ама да. И сега знаеш, убавото да го споиш со помалку убавото или не убавото е... Божја волја, виде? Само Божја волја. Виде ли? Ништо друго. За да можеш полесно да ги имаш, пошто родител е тешка загуба. Тој ме гушка преку него. Браво, да си ми жива и здрава. Пратен ми. Затоа што сакам да дознам многу работи. Ми дојде преска и ми вика Миро, анксиозност ме напуни. Некако сите кои што доаѓа... Година дена немам почувствувана анксиозност, драги мои. Година дена.
Ни после смртта на татко ми, да го спомнам. Толку е ма тоа страшно. Аме сресно е ова, кој од кај да знам што сега ќе ми правиш? Сите гости ми влегоа исти Па, жими мајка. Даде. И на крајот сите излегоа срекни, задоволни, пошто е многу интересно на крајот од денот е шоу. Добро, ајде да ме биде. Дали си спремна? Спремна. Дали си фокусирана? Да. Дали си концентрирана? Да. Дали ќе кажуваш вистината? Да. Како и секогаш, што ќе правиме? Се враќаме веднаш. Ајде. Ивона, ја, добро вечер. Добро вечер. Малце поофицијално, Да. малце полуднокрвно. Си имала некош искуство со полиграф или детектор? Никогаш. Чудно ли ти? Да, чудно е. Чувствувам пулсации на прсти и гледам да се опуштам за да биде точно се. Само не ги дига рација. Требате исправени цело време. Бидејќи со секоја дигање рација, Се детектира. да, и се обележува тука тоа што не треба. Добро. Може да започнеме, нели? Може. Спремни. Дали твоето име е Ивона Јо? Ивона, да. Да. На кој си? Чија беше идејата Ивона? Како и зошто Ивона? Беше на татка ти, на мајка ти, зошто Ивона? Имаме образложение, пошто анализираат прашањата. Да. На мајка ми е у принцип желбата. Била и поддржана од кумовите, така да се е тоа ствар договор. Све е ствар договор. Кај нив така функционирало. Јас сум Мирослав по дедо ми. Мирослав? Да, дедо ми, исто на татко ми идеја и мајка ми ја поддржала идејата, поддржана од кумовите, дедо ми се викал Мирослав. Го викале Мирче, мене Миро ме викаат, но старовремски, нели, Мирче сега Да. по ново Миро, инаку името ми е многу убаво, ама Миро никој не ме вика. И ја те викам Миро. А Мирослав се извинува. Мирослав? Мирослав, да. Неко боле ми е Мирослав кој ме викаат. Дали некојаш си лажела? Да. Што најчесто лажеш? Мислам, лажеме ние луѓето Па у себе. принцип. Себе. Најмногу себе. Сите оние фази во кои што сум мислела дека сум задоволна со себе. Сите оние фази во кои што сум мислела дека ми е окей таму да бидам, окей да ми е, не знам, нешто да правам. Сите тие фази кои што поминале во мојот живот биле очигледно некоја лага своја и тоа најчесто било поврзано со мојот изглед, со мојата килажа, кога мислев дека ми е окей да сум во со плюс 70-80 на мене. И тоа се сите оние лаги кои што најчесто ги употребуваме за самите себе, а пред други луѓе. Сега гледам стварно да онака и кога е лага да е бела лага и тоа да е смешно и да е интересно и после да си признаеш, ама не сега не употребувам лаги. Гледам да сум искрена, брутална, затоа и некои луѓе и не можат многу да ме поднесат затоа што сум брутална и искрена и пред други луѓе. Со своји луѓе тоа е дупло повише. Добро. Дали си проверила нечи телефон на некој без дозвола? Да. Како, кога, каде? Партнерство. Проверуваш? Не, сега не, но сум проверувала затоа што се имам многу пати изгорено со луѓе кои што ги имам фатено во неврство. Да? И самото тоа ти прави една траума, која што после ја лечиш на други луѓе. Се дури не сватиш дека некои луѓе не го заслужуваат тоа и прекинуваш. И нели е боле што помалку знаеш, тоа подобро? Да се водиш по тоа? Може би порано така размислував, а сега сум сигурна дека сега само препуштам на Бога. Сега само се препуштам и велам што треба да знам, ќе знам, што не треба да знам, никогаш нема да дознам. А на тебе ако ти чепкаат у телефон, ќе се љутиш? Да.
Значи како викаат, него прави тоа што не сакаш да ти го прави. Сега, последниве години, исклучиво се водам, баш вчера зборев со мама на таа тема, ме советува нешто сега, нели? Ситуацијава што се случи со мажачки, женечки и ја вика, мама, престани. Исклучиво ќе правам работи кои што сакам да ми се прават на мене. Ништо друго. Добро, дали имаш тајна што никој не ја знае? Да. Кој правец е таа тајна? Нормално тајна нема да не кажеш. Собствени желби некој. Собствени. Интересно. Никој не ти ги знае? Па таа не. Таа може ќе ја кажам кога ќе се исполни, ако се исполни. Да, ама така е, као скриен desire. Добро, супер. 4, 3, 2, 1, анализираме одговорите. Пето прашање, дали си заљубила во некој што не требало? Да. Сега, тоа не требало, моравме ова да го одговорам со да или не, затоа што е со да и не, има образложение. Јас верувам дека сите луѓе во нашиот живот влегуваат со причина и ме имаат научено, и тие луѓе кои што имаат влезено во мојот живот и кои што биле присутни пред многу години, зборам, не зборам за сега, ме имаат научено такви ствари, можеби со траума сум завршила на крајот од денот, ама таа траума сега израснала во една огромна лекција, која што и ден денес ја носам со мене и употребувам на луѓето кои што најмногу ги сакам. И тоа нема врска со траума само љубовна, туку ја употребувам и во нормални личности, као пријатели, другари, фамилија и слично. Знаеш кои се тие луѓе во кои што не требало да ги знаеш? Тоа се многу или? Не. Не. Една до две. Една до две. Дали си имала љубовен однос со некој што не ти бил физички привлечен? Љубовен интимен однос. Ајде да кажам да. Една личност, да. Одлично. Толку така, ради реда? Не, отпосле сватив дека не ми се свиѓа. Не, разбира. Ова ќе ти го кажам потпосле. Не е за пред камера. Нема, толку е, може. Па отпосле сватив дека не ми се допаѓа. Утредента? Не. За 2 дена. За 2 дена. Добро. Легитимно е. Да. Легитимно е, не си украла ни ништо. Не. Дали си криела интимна средба од јавноста? Например, човек кој што го упозна моментално, дали претходно беше криен од јавноста? Да. Го криеш ради тоа што да не повредиш некој? Ти човекот го упозна ако беше во врска? Не. Ти го човекот упозна после врска? Да. Човеков е со причина изолиран од јавноста за да не се случува ова сега што му се случува. Он убаво се носи со тоа, пресладко е, ама не е sejedno затоа што не е инволвиран само тој. Тој потекнува од, мислам, живе во Свети Николе и некако таму сите луѓе се знаат и тој притисок сега фамилијата, притисок, тоа е убав притисок, они го детектираат како убав притисок, ама ја не знаев како ќе се носат. Некои луѓе во мојот живот се носат добро со тоа, например мајка ми одлично се носи со тоа, татко ми Бог да го прости, да го спомнам, воопшто не ќеше да помисли. Сега со намера и со причина го криев дур можев. После требаше да објавам слика зашто чувствував дека се приближува прстенот, па викам чека нема да помислат дека Чекај, за колку време ви се деси тоа на вас? Па трае Миро тоа, трае, мислам, не трае со години, ама трае така. Колку време беше сингл? Ти? Сега, колку време бев сингл? Подолго или пократко? Подолго, да, подолго.
Не е дека сум била... Пошто на ми... Ама имам ја се... На мене ми се чиниш дека тоа е краток период. А и на останатите... Не е најдолг, не ти зборам ја за години заедно. Не, ти па зборам... не мислиме на години, да, апсолутно. Зборам за месеци со прашања, но ми беа доволни за да сватам и за да видам каков човек имам до себе, дека нема што тука многу да се Добро, да ја размисли. и жена ми 4 месеци одевме па се земавме. Така нешто. 3. Татко ми, мајка ми 6. Леле, многу Па има- сум лоша со времето, да не ме сватат луѓето А има погрешно. две деца прекрасни. Исчувам Да. моите 40 години со брак, одличен брак. Нема Така да врска. тоа нема врска. Нема врска. Дали некојаш си сакала некој повеќе од себе? Да. Кој? Тато. Немам емотивен партнер што сум сакала поише од себе, ама сега после смртта сваќам колку многу сум го сакала и колку многу љубов сум имала за него. Ама никогаш не сум го декларирала ова како дека сум го сакала поише и сега кога спомна апсолутно. И сум правила се за него. И он за мене. И многу ми фали. Добро, и мене ми напред некои емоции. Дали си останала во врска од страв да не бидеш сама? Да. Со кој? Па, да, е доволно. Може би не сум останала долго време, ама сум останала временски. Знаеш како? Јас, у принцип, имам една во врска со љубовниот статус претходен. Срцето ми остава пред да биде оставено и заминува пред да биде... Сакаш да кажеш дека интуитивно Да. го приметуваш, го осеќаш? Да, интуитивно е веќе голем збор, ама така, некако, не знам. Тоа се чувствува, ке си имал и ти минати љубови и знаеш како е. Апсолутно се Знаеш дека доаѓа крај, не ќеш да си признаеш и одбиваш. У тие моменти сум останала уште таму, дур да сватам зашто нели сега ти си подолго време со некој, па сега како? Како ќе бидам ја сама, како? И само ги пакуваш торбите и си идеш. Дали некојаш си била причина за некој да плаче? Да. Кој е тоа? Партнер? Па и партнерите, и пријателите. У принцип сум човек кој што и прави емоција на друг, не остануваш имун, без разлика на се. Сега во зависност од тоа како ќе се зема прашање во кој контекст, дали при разделба, дали при некој расправање и расправиите се длабоки, тешки, кога си веќе во подолга емотивна врска или пријателска врска, така да, сме плачеле. И партнерски, и фамилиарно, да. Дали си глумила самодоверба која немаш? Да. Тоа со килажата? Да. Стално не е нешто глумиме за да се излажеме себе, ќе се навратам на прашањето на почеток. И тоа најчесто било на настапи кога ми требало тотална самодоверба за да можам да ги расположам луѓето. Сакаш да кажеш ти паѓа самодоверба? Да. У принцип тоа биле моменти на кај што сум имала ниска самодоверба во која што сум морала да ги расположам луѓето и сум морала да бидам присутна во моментот и сум си глумела сама на себе за да можам, например, ќе си најдам нешто што ми се свиѓа кај мене и на тоа ќе се фокусираме. Сега тоа ако може да се декларира како глумење на самодоверба, нека биде затоа што ја внатрешно не сум се чувствувала. Како, каде ти паѓала самодоверба? Зошто ти Па паѓала? најчесто затоа што не ми се свиѓало нештото како изгледало на мене, како сум била облечена, како сум била. Да, у принцип пак се врти околу изгледот. И затоа сум ја направила промената. Ја направив промената у животот кога почна килажата енормно да ми смета, до тогаш не.
И затоа не можам да декларирам дали некогаш сум се лажала или не. Се уште е мистерија, ама ќе кажав да за да не испадне дека лажам, се уште ми е мистерија дали сум се лажала себе, дали ми било убаво или не. Као тоа се моменти во кои што може би неќам веќе да навлагам затоа што стварно многу долго се задржа и целата јавност, а и ја и целиот мој живот. 30 е доволно, сега наредните 30 да ги уживаме и да не се оптеретуваме. Уморена си од таа тема, те гледам затоа што и кога дојде пред Ново години кај мене у една од емисиите која водев претходно од друга телевизија, тоест на Канал 5 Golden Carpet, кажа Миро те молам, немај повторно тоа за ќе лажете, а тоа беше пред Ново години. Да. Замисли сега. Ми излезе меморија вчера беше тоа со Буенас, кога бевме Скендеровски. Пред добри 4 години. Сега замисли по 4 години, колку пак интервјуа се имала, колку пак пати тоа ти е спомнато. Ама дел од мене ќе си го носам. Да, ама тоа мој дел и треба да си го носиш. Дали си лажала за број на партнери до сега некому? Не. Не, тоа правилото жените минус 10, мажите плюс 3. 4, како па да не? Не. Да. Не сум имала потреба околу тоа. Добро, не ти поставам пат прашање, пошто да си кажа. Имаме што многу малце прашања, јас би со тебе останал, пошто си реални, искрен, јас го знам тоа. И убаво се работи на детектор со тебе, ќе видиме детекторот како ќе ги детектира и анализира. И јас да ја чекам. Дали имаш тајна што би уништила врска моментално? Не. Затоа и сум со тој човек. Не, одговорно тврдам не, затоа што Кико е еден од најсмирените и помеѓу најмудрите луѓе кои што ги имам запознаено, кои што иако има 25 години, има многу поменато во животот и знае што е минато, знае што е сегашно, знае што е иднина. И се тоа што сум го поменала јас е одговорно за дена што сум. Така да, фала му на Бога. Следното прашање за него. Дали го сакаш вереникот? Да, многу. Каде го упозна? Каде се упознат? Како се упознат? На Инстаграм. На Инстаграм. Ти се манијачевте, така? Не, искомунициравме за мачињата негови, за има ли мачиња? Песна, да мачиња има и кучиња, има све. Све тоа. Викаат тие луѓе што ги сакат животните, ги сакат и луѓето. Дефинитивно. Ја би кажала тие луѓе кои што знаат како се животните. Секој се декларира дека сака. Он знае како. Добро ти беше ово. Он знае како, он ги чува, он ги мазјева од сабајле. Прво, не знам, пиеше кафе и истрча да ги пушти, да се истрча, да без разлика на студот, без разлика на се. Не е човек кој што е себичен, па се ајке испијам ја 2-3 кафиња со тебе, па после. Као не. Знае како и штом знае како со нив и како знае со луѓе и како се врежа во моето срце. Многу брзо дома сите го сакаат, сите го обожаваат. И за крај. Те гледам дека си заљубена, уште многу години ми останеш вака заљубена и ти и партнерот, вереникот, да си дочекате дечиње. Дали мислиш дека го излажа полиграфот? Не. Мислам дека не. Го анализираме последното прашање. Ивона ми беше исклучително чест, задоволство. Покрај сите овие интервјуи, изминативе години што ги имаме, ја и ти работиме на телевизија. Еве работиме и подкаст интервју, каде што ти си еден од оние револуционирани јутјубот во Македонија и сите тие влогови што ги правевте со Марио. Така да знаеш како е, ти преска ме праша Миро, може ли да се пие, да се пуше, тоа значи дека си културно и воспитано. Да, на подкаст може се, но гледаш, еве јас сум пак не е коз YouTube емисијата третирам да биде сериозна, да бидам културен, да бидам убаво седнат, да не се понашам индијански како другите индијанци по подкасти, така натаму. Amen to that. Да. Така да се треба да има граница и до каде треба да се однесуваме према луѓето и према брендот за кој што снимаме и према се останото.
Да, се враќаме назад. Во страна, ти чека прашањата, ги чека одговорите, да. Добро, дали твоето име Ивона кажува truthful, тоа се увери, друго ништо не кажа да се увери. Друго ништо не ти е точно. Да, ќе видиме сега понатаму. Тоа е точно, нели, твоето име Ивона, точен одговор даде. Детекторот детектираше одлично. Добро. Дали некогаш си лажела? Кажа да. А и тоа е точен одговор. Нема логика Дали да си не. проверила телефон на некој без дозвола? Да. И тоа е точен одговор. Сега кажуваш вистината. Дали имаш тајна што никој не ја знае? Да. И тоа е точен одговор. Дали си заљубила во некој што не требало? Да. И тоа е точен одговор. Дали си имал љубовен однос со некој што не ти бил физички привлечен? Да. И тоа е точен одговор. Дали си криела интимна средба од јавноста? Да. И тоа е точен. До сега за сега и кажуваш одговорите точни и не ја криеш вистината од нас и од јавноста. Дали некој си сакал некој повеќе од себе? Да. И тоа е точен одговор. Дали си останала врска од страв да не бидеш сама? Да. И тоа е точен одговор. Дали некој си била причина за некој да плаче? Да. И тоа е точен одговор. Дали си глумила самодоверба кој немаш? Да. И тоа е точен одговор. Дали си лажала за број на партнери? Не. И тоа е точен одговор. Дали имаш тајна што би уништила врска? Не. И тоа е точен одговор. Дали го сакаш вереникот? Да. Точен одговор. Замисли да искочи не. Дали мислиш дека го излажа полиграфот? Не. Точен одговор. Дами и господа, Ивона беше една од ретките или прва јавна личност што ја кажа вистината. Сите јавни личности имаа грешки, тоест не ја кажаа вистината. Тоа не се грешки, едноставно сакаат да го излажат полиграфот. Од 15 прашања, 15 точни. Помина и го помина тестот. Ти благодарам. Видовте дека не е страшно, виде дека не е страшно, иако ми дојде анксиозна. Иако дојде успаничена дека нешто ќе се случува, сепак ова е шоу бизнис, детекторот на лаги е детектор на лаги. Гледа кога го лажеш по пулс, по тахикардија, по брит, дишање, по body language, но Ивона го помина како што треба. Одговоривме све, некои прашања ги оставивме за себе. За нареден пат, Maybe. а вам ви препорачувам да останете или да го направите лайк и subscribe на каналот на Канал 77, бидејќи секоја недела имаме гости кои што ќе ја кажуваат вистината, а вие имате право да ја дознаете. Јас сум вашиот домаќин Миро Кацаров, ова беше Ивона Јосона, незината исповед и со тоа каде греши, каде лаже или каде ја кажа вистината. Се гледаме наредната недела.